Терористичките напади во Европа, мигрантската рута и најавите на порталите кои се сметаат дека се на исламска држава за можни напади на Балканот, постојано го одржуваат актуелно прашањето: постои ли ризик од терористички напад во Македонија? Експертите велат дека ситуацијата треба да се следи и анализира внимателно, но сепак смируваат дека нема потреба од паника. Треба да има зголемени мерки на обезбедување, меѓутоа нема потреба од паника, заради тоа што сметам дека Македонија како држава има капацитет, има безбедносни сили кои што можат да се подготват соодветно за реализацијата на настанот од ваков калибар. А и традиционално, ако ги анализираме типот на терористички напади кои што се случуваат во последниве, да речем, неколку месеци, тоа никогаш не е на некои такви јавни настани кои што се карактеризирани како настани со голема точка на ризик, токму на оние настани кои што секогаш условно кажано се маркирани како настани со помал ризик. Неодамна исламски радикали се заканија дека Балканот е следната цел на ИСИС, а последното предупредување дојде од канадскиот експерт за антитероризам Мубин Шаих. Тој објави фотографија на која се гледа импровизирана експлозивна направа на која пишува Шкупи. Суперкупот на Европа, кој на 8 август се игра во Скопје помеѓу Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид, е еден од настаните за кои безбедносните служби стравуваат дека може да биде мета на исламските радикали. Милевски смета дека не е спорно постоењето на терористички килии на Балканот, но исто така вели дека организаторите и целокупната јавност се свесни за можниот ризик и токму поради тоа се доволно предпазливи. Во периодот на минатата година со бегалската криза и нормално порозноста на границите на Балканот создава предуслови за, ајде условно кажано, создавање на такви терористички кели на Балканот и од сите анализи до сегашни, јасно е дека тие постојат, меѓутоа моје лично мислење е дека со оглед на свесноста на сите засегнати страни во организацијата на овие настани, сметам дека и нормално, да речем, таа условно кажано предпазливост на јавноста, сметам дека нема да има некакви поголеми проблеми во реализацијата. Против глобалните закани од исламска држава, Македонија последен пат ги зајакна безбедносните мерки и активности на целата територија на државата за време на великденските празници. Од Министерството за внатрешни работи велат дека мерките не се прекинати, односно дека се одржува повисоко ниво на безбедност во однос на витални објекти, но и на места на масовни собирања, културни и спортски манифестации.